Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте. Добро вечер, добри луѓе и сите вие што не спиете. Добре дојдовте во уште една специјалка на Редкаст. Како и секогаш пред да го најавам гостинот, ги поздравувам оние што не поддржуваат, оние што донираат, тие што шеруваат и најверните што критикуваат. Тука се разбира и нашиот генерален спонзор Клималайф, кои се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се останато. А вечерва имаме гостин кој не доаѓа со автомобил, туку со неговата сенка. Гостин што има повеќе години од сите наши генерации заедно. Гостин што може да ти го испие времето и буквално и метафорички. Другари и другарки, самата легенда, самиот страв од 1922 година, единствениот и неповторливиот Носферату. Добре ни дојде Носферату, како си? Многу добро. Редкаст, како се чувствуваш во студиото? Чувствувам. Така и бојата е таква. Ти се допаѓа, се надевам. Јас сум суштината на злото. Јас сум продукт на украдени авторски права, драмана бракење на Бран Стокер. Ќе позборувам и за тоа. Нешто што вие овде така доста го практикувате на Балканот. Од каде ни доаѓаш, Носферату? Од која е твојата матична земја? Романија, предпоставувам. Од Швабија. Каде? Не те разбрав. Малце погласен бидите, мола. Од Швабија. О, да. Океј, кажи ми, Носферату, прво и најважно прашање. Плати ли паркинг кога дојде во студиото на Редкаст или се шмугна низ некоја клучалка? Па да ви кажам, јас Поцбеа надвор, мереа нешто. Не знам дали ги виде. доаѓам од каде сакам и како сакам, како еден балкански политичар. Одлично, одлично. Носферату, јас мислев дека ќе дојдеш со ковчег на тркала. Како се придвижуваш, како леташ, како се транспортираш? Во таа смисла сум како Европската Унија. Си земам ковчег од земјата од која што ми треба. Не го носам со себе. Колку години имаш? Колку бугарската историја сум стар. Одличен одговор, ми се свија, малку си саркастичен, Носферату. Ние овдека во Редкаст немаме влакна на јазикот. Вие немате влакна, но дали имате мадија? Ќе видиме како ќе тера овој подкаст што го нареков специјалка, затоа што ваков гостин никој до сега не викнал на ниеден подкаст доколку јас добро се сеќавам. Кажи ми, Носферату, кој е најчудниот човек што си го каснал? Најчудниот, Да, или најсочниот, не знам, или какви луѓе преферираш? Слабички, дебелки, средни, високи, ниски, стари, млади? Која крв е најсвежа? Најсвежа крв е крвта на лошите. Дали таа е Крвта на тендероцицачите. на тендероцицачите? Преферираш некоја посебна крвна група А, Б, нулта позитив, А, Б комбиниран? Што се однесува до крвната група, можам да кажам дека крвната група на предавниците ми е највкусна. Одлично, Носферату. Ми се свија како размислуваш, но сепак се уште постојат предавниците. Зашто не ги изедеш сите? Или си правиш да ти биде интерес? Јас се хранам со нив, јас не ги убивам. Јас се цицам малце по малце. Ги измачуваш. Да, така си ги работам полека. Во ред, кажи ми што е тоа што најмногу те нервира кај денешните инфлуенсери? Знаеш што е инфлуенсер, така? Во твое време, мислам ти не знам која година си, колку си стар. Сум инфлуенсер. И можам да кажам дека мојата инфлуенсност беше многу ефективна.
Јас произведов многу лоши луѓе за тој еден век и 3 години, така. Така што за модерните инфлуенсери можам само да кажам дека воопшто не се вкусни. Тие, кога ќе ги каснам, јадам силикон. Многу тажно, многу. Вештачки се некако. Многу тажно, да. Па тоа нема вени, нема ништо таму, нема крв. Така некако се чувствувам. Би сакал да те прашам, Носферату, дали некогаш си бил заљубен, дали некогаш си бил во врска со човек, со мислам, не знам, маж, жена, тоа ти ќе кажеш, и ако да, колку време траеше таа врска, а колку пулсот на твојот партнер? Јас сум бил во повеќе врски, но тие биле конкретно од интерес. Да. И така што мојот интерес не може туку така да се задоволи, ме разбирате? Да. Да, тоа треба многу подол да бидеш, многу лош, многу препреден, голем предавник, значи да видиш гној, за да ги задоволиш моите интереси. И само такви врски се одржуваат. Јас го гледав филмот за Носферату и таму видов дека ти многу си заљубен во една девојка. Па тргна преку мориња со бродови да одиш да ја пронедеш љубовта на твојот живот. Дали е тоа вистина или тоа е само една филмувана верзија, нема врска со твојот приватен живот? Да, тоа е една холивудска пропаганда. Во мојот приватен живот е, како да ви речем, значи, многу, како во пеколот. Но ништо така не се гледа, се е тоа навидум. Сите тие луѓе што ги гледате, што шетаат низ канцелари, по площадите, што присуствуваат некаде, тие сите ми слугуваат мене. Сакаш да кажеш дека меѓу нас има вампири за кои што ние не сме свесни дека се вампири? Секако. Колку ги има во Македонија? Имате ли некое лоби, се собирате ли, правите ли негде состаноци? Секако, тоа е секојдневна активност на нашата Секојдневна, организација. меѓутоа вие действувате само навечер, колку што сум јас сигурен, или не ти пречи сонцето? Да, но моите слуги ја немаат таа моќ како мене, тие можат да се движат преку ден. Аха, во ред. Кажи ми, дали некогаш Носферату зажали што си бесмртен? Дали ти е досадно да живееш цела Уште не сум проверил дали сум бесмртен, што меѓу нас кажано. Не сум проверил, затоа што сум жив 103 години само. Но ќе ви кажам, ќе ви јавам. Во ред. Кажи ми, дали денес крвта има подобар вкус од пред 100 години? Или упропастена од енергетските пијалоци, кока-коли, фанти, знаеш тие глупости што ги пијат Па млади? да ви кажем, моите соработници за цицање, нели, тие што си ги цица моите слуги, тие се хранат така со органска храна, затоа што обично се побогати луѓе, разбираш? Така што крвта е добра. Но кога случајно ќе најдам на некој посиромашни, да, тие салами со адитиви, веднаш се чувствува во крвта, такви некои... Добро, во ваше време, кога немаше хамбургери, што најмногу јадеш освен што пиеш крв? Ти со друго нешто се храниш или само крвта е твоето основно? Само со крв. Само со крв. Значи испаѓа дека со цицање крв е најздраво да се... Да, јас сум вегетаријанец иначе. А комарците кацаат ли Носферату? Комарци? Во твоето тело тече ли крв или не? Не разбирам како функционира еден организам на еден вампир како што си ти. Па сега јас нема да ви ги откривам моите приватни... Во ред. Вакво, но течат многу течности низ мене. Во главна течности кои што нема да ги најдете на друго место, но ги посакувате. Се разбира. Кажи ми, Носферату, кога последен пат користеше паста за заби? Затоа што сеќам некоја миризба, може би сега пред малку
имаше контакт со некој човек, да немаш каснато некој пред да доеш во студио, мириса на крв? Тоа е таа заразна мирис, која што може би Те молам, Светато, прибери ги рачи. вие посакувате да ја примите во вас. На крај да се повампирам, те молам, немој, остави ме, сакам да останам да бидам човек. Океј? Зошто? Затоа што не ми се живее 150 години, не знам и колку и да живееш. Досадно е, мислам, според мене. Не разбираш. Многу си досаден. Но ти не си. Ки имаме најдобра емисија. Океј, кажи ми, како се снаоѓаш со слики на Инстаграм? Затоа што знам дека вампирите, кога ќе застанат пред огледало, го немаат одсејот, нели? Не се гледаат самите себе си. Имаш некој личен фотограф, кој те слика? Како функционираш? Да, си плаќам човек кој што му става маска и ме глуми. Аха, Двојник. двојник, па добро си ти имаат двојници. Кој ти е омилен банкомат за крв? Банкомат за крв. Да. Се тие така најлековерните, тие најалчните пред се. Да, како изгледа Носферату еден твој акт на каснување на човек? Како ги заведуваш, се појавуваш позади нив како сенка или се претвараш во човек, па после го гледаат твојот вистински лик? Како оди еден чин на загризување? Објасни ни, публиката сигурно ќе сака да чуе. Никој не ме гледа. Јас доаѓам во моментите пред да заспиете навечер. И се појавувам само во мислите. Таму го склучувам договорот. Телепатски Со моите делуваш, ги слуги. хипнотизираш. Како оди тоа? Да, јас живеам во секој од нив. Во соништата на луѓето. Но очигледно Помеѓу сонот и јавето. Но очигледно само тие што сакаш ти да ги посетиш. Добрите луѓе ги оставаш. Кажа дека лошите луѓе, тие корумпираните, ти се Тие најсочни. сами ме повикуваат, тие самите ме креираат. Кажи ми, си пробал ли некогаш да работиш нормална работа? Да речеме, еве, да работиш у кол центар. Или да бидеш шофер, не знам, или во пицерија. Не во кол центар, но работев во една сендвичара. Да, да. Тоа значи било сега брзо, пошто сендвичарите не се од твоето време. Па, да, Пред да, 50 во поново време, така, ми стана досадно еден период и решив да да правам сендвичи. Одлично, Носферату. Ајде сега едно директно прашање. Кој познат лик би го каснал чисто од инает? Во Македонија, се разбира. Пошто сега си тука. Знаеш дека ни го сменија името? Познат лик од Македонија? Да. Да го каснеш. Имаше еден, се викаше IQ 33. Океј, да можеш да испиеш крв од политичар, кого би избрал? Сега немој да ми заобиколуваш, сакам директен одговор. Кој политичар би го гризнал, би го избрал да му испиеш крв? Има ли некој таков? Следиш ли политика во Македонија? Секако, секако. Еден поранешен премиер кој се исели во една соседна држава. И постојано јаде буреци за Македонија. Мислам дека знам за кога збориш. Со брада и долга коса. Океј. Тој другиот. Добар, Носферату. Читам преку редови, не грижи се. Се надевам и нашата публика. Одиме со интересни прашања. Која е најголемата глупост што си ја направил Ноке? Носферату? Да не те каснам. Која е најголемата тајна што луѓето не ја знаат за вампирите? Ке ни ја откриеш ли? Па, вампирите. Вампирите постојат во секој од нас. Вампирите не се суштества, тие се мисла, тие се чувства. И кога има концентрирана таква лоша енергија,
тие се материализираат, како јас сега овде. Тоа е најголемата тајна. Што е вистина? А што е мит? Митот е вистина. Митот е самата вистина. Кратко и јасно, одлично. Ако ти се даде шанса да станеш човек и да се откажеш од се тоа, би ја прифатил ли? Убавко ти е, лак. Убавко ми А, е. што си ти? Сицицам крвче, си живам. Дали се плашиш од нешто? Дали може некој тебе воопшто да те исплаши? Или стравот се плаши од тебе? Самиот страв бега од носферато. Мене никој не може да ме исплаши. Јас газам, се пред мене, уништувам, јадам, пијам. Се. Ме плашиш, немој вака, те викнав сега на интервју. Биди окей. После интервјуто оди таман. Ќе фати 9 сати, ти почнува смената, предпоставам. Кога пратениците имаат пауза. Храброст. Од 1 до 10. За македонецот. Која оцена би ја дал? Дали македонец, колку македонецот е храбар човек? Според тебе. Многу, многу. Да издржиш такво малтретирање, треба да си многу храбар. Значи 10. 10. Океј, интелигенција. Колку македонецот според тебе е интелигентен? Да се снајдеш во лоши услови? 100. Интелигенција од 1 до 10, 100. Значи, од интелигентен народ не бива држава. Што мислиш, а? Секако, секако. Сите се прават паметни и затоа не можеме да, нели, да си направиме нешто како сите нормални. Па да, кога на едно место имаш 2 милиони луѓе кои што сите се паметни, И сите се разбираат во све. сите знаат се, како После ќе ова интервју сигурно ќе има коментари дека и они сакаат како тебе, знаат всушност што е вампир и како се гризе и тоа како иде. Па тие што знаат, знаат. Ќе спаднеме вампирска нација. Овците не знаат. Имаш ли гризната овца некогаш на светот? Не, само крава. Кажи ми сега, македонците дали се вкусни? Од 1 до 10, колку се вкусни? О, има доста индивидуи кои се прилично вкусни тука. Но општо како народ можам да кажам, не. 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 Значи, 5. Так. Пролазно. Пролазна оценка. Одиме со суетата на македонецот од 1 до 10. Какви се македонците според тебе? Македонците... Егоцентрици или можеби приземни луѓе? Време тече, но сверато Пола. пола. Има и вакви, има и так. Има. Од 1 до 10 шанса да ја преживеат апокалипсата која што следува. Македонецот има ли шанса да преживее или не? Знаејќи дека сме древен народ, ти сигурно го знаеш добро тоа. Македонецот, да, ќе преживее, најверојатно, ама тие што се во диаспората. Ова парче земја никогаш нема да го снема, верувај. Ние сме центарот на светот, на сферато. Затоа си ти тука, нели? Ви верувам. Се ухлеба тука. У општество со мито и корупција. Супер ти е тебе. Многу убаво. Океј, кажи ми сега, колку вампирите се добри соседи? И дали воопшто имаат соседи, комшии? Кај спиеш ти, кај живееш? Можеш ли да ни откриеш? Под земја се буташ, во канализација одиш. А имаш некој замок тука за кој што никој не знае. Каде си? Каде престојуваш? Ти реков веќе, во мислите на луѓето, во Но сега си нивните физички срца. тука, но сверато те молам да бидеме поконкретни. Сега си физички тука. Јас сум само материализација на вашите мисли. Сакаш да ми кажеш дека ќе исчезнеш после ово интервју, ќе се претвориш во пепел, во прашина. Сега ќе треба лекција да држам тука за квантна физика и така натаму, така да не можам сега да објаснувам во детали, но така некако тоа се случува. Која ме замислуваат,
многу луѓе јас се материализирам. Таа енергија се материализира и еве ме сега. Па затоа и јас те викнав тука затоа што ми беше во мислите веќе подолго време. После од кога го изгледа филмот, морам да ти признам. Гледаш како пропагандата има ефект. Добар глумец си. Заслужуваш и Оскар. Верувај. Одиме понатаму, Носферато. Кажи ми колку крв троши еден просечен вампир дневно? Или вечерно, не знам како виде тоа со смениве. Зависи од квалитетот на крвта. Да. Значи не одиш на квантитет, одиш на квалитет. Па, ако е човекот полош, тогаш ще држи подолго. Ако е потака, има добрини, има доблести, тогаш брзо огладнуваш. Дали си имаш залихи на крв? Ги складираш ли во некој ладилник, фрижидер? Како преферираш да биде крвта топла, млака или ладна? Дали ти изборуваш сега со аматер тука, мислам? Не знам како крв обично е на лице. Разбира дека сум на ниво на кое што си пијам само свежа крв. Добро, свежата крв е топла, така? Предпоставам сакаш да се разладиш. Не, јас сум си ладен. Култив сум си онака. Забораем. Добро, а дали пиеш кафе? Дали пиеш пиво? Дали пиеш алкохол? Дали пушиш цигари? Раскажи ми малце повише. Не, јас не сум порочен. Не си порочен. Значи строго само свежа крв. Строго свежа крв, вегетаријански. Но Сверато, што би им порачал на гледачите бидејќи привршуваме со самото интервју? Многу кратко траеше. Па половина час, мислам дека е доволно. Све што е сладко е кратко, но Сверато, нели? Што ќе им порачаш на нашите гледачи? Малку да така се седнат самите со себе, да дозволат јас да им дојдам во мислите и кога ќе им дојдам, да ме избркаат. Зошто? Тоа што Спротивно. ќе ги изедам. Или ќе ги исцицаш? Лека полека ќе ги цицам. Не те прашав. Наближува новата година. Каде ќе ја прославиш? Ова нова година сум на приватна вечера со Дедо Мраз. Дедо Мраз. Така фрикови не собра ликови. Ова година е посветена на лошковците. Кима вештерки, така знаеш, такви ликови како мене. Како ние да дојдеме на таа забава? Епа, Приватна е, нема. приватна. Добро е да се шмугнеме некако. Тоа би било доста. Ќе ви пратам видео. Сверато, ако ова вечер треба да ја завршиме со една порака до сите што не спијат, што шетаат по нокни улици, што се борат со своите демони и мракови, што би им кажал? Да се пазат од тебе. Да си одат дома, да си легнат. Каде тргнале по тие мракови улици и магли? Нека си се приберат, се во ред, само мирно и спокојно. Но Сверато, види што имам тука за тебе. Поклонче. Дали внатре има можеби некоја свежа крв? Види што имам натре, но Сверато. Натре има чаша, која што е празна, меѓутоа со задоволство ќе си пиеш од незе свежа крв нормално ако ти остане. Така да Многу убаво, многу убаво. повели на Сверато и со здравје да си ја користиш нашата чаша. Ќе кажуваш нешто за одјава или да те одјавувам, затоа што оваква специјалка до сега во редка снемала. Дај само една порака до гледачите, обрати се таму во тој кадар, во тој апарат и кажи им што имаш да им кажеш, па ја да одјавувам. Што да им кажам? Посака им нови срекни празници, бе, Носферато. Нека имаат тие срекни празници. Нека го заборават Носферато. И ќе се снајде. Тој е добар дечко, паметен. За него нема зима. Да не го мислат, нема зима за Носферато. Нека си повикаат добрина во душата, нека си ги слават празниците со семејствата, тие што немаат семејства, со другарите, тие што немаат другари, нека ми се јават. Бројот ќе го остаиш.
Секако. Најдеме на Инстаграм и на... Преку редакцијата на Редкаст ќе може да ме А што би порачал на Македонија во иднина? Што би посакал? Што една порака и до политичари? На Македонија би порачал да си ја гледа работата. Не туку да се занимава со туѓи работи, туку да си ја гледа својата работа, да си удри 2 шамари и да се оправи. Веќе најпосле време е да се оправи. Иначе ќе ја исцицам. Секоја чест на сверато ти благодарам. Не, сериозно сакам само да се поздравам. Не, знам дека имаш и ногти, затоа со ракавици си дошол. Фала ти многу. Голема е честа да се ракуваш со еден вампир. А вие, драги гледачи, видовте една специјалка на Редкаст. Се надевам дека Носферато и јас не ви ја испивме енергијата, барем не целосно. Се гледаме следниот пат, ако преживееме до изгресонце. Чао! Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!